Господин Маријан Кицев од Македонскиот полициски синдикат. Добро утро, добро дојдовте во студиото на утрински брифинг. Ве повикав да поразговараме малку за состојбите на полициските службеници, а она што е сега најактуелно тоа е вакцинацијата. Втора фаза почнува од денеска со задоцнување. Прво ги чекавме вакцините, па откако пристигнаа чекавме да се наредат оние сите протоколи, да се направи и просторот и сите оние, како што ги рекоа, проби. А од денеска во спортскиот центар Борис Трајковски, ако не се лажам, и вработените во МВР се наред за вакцинирање. Дали имате информација колкумина полициски службеници ќе се вакцинираат во оваа фаза? Добро утро, Христина. Благодарам на поканата. Значи, јас најнапред би се навртил малку поназад, во времето кога се правеше националниот план за имунизација. Ние како Македонски полициски синдикат тогаш се обративме на премиерот, преку нашиот министер Оливер Спасовски, ја добивме поддршката од истите и тие наставија во државниот националниот план за имунизација како приоритет, втора фаза. Денес се гледа тоа дека истите го испочитува и во името на сите наши членови на Македонскиот полициски синдикат и во името на сите вработени на Македонската полиција, Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање и Управата за финансова полиција, им се заблагодарувам на премиерот на Република Северна Македонија и на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Добро, тоа има и обврска. Да, ама со оглед на тежината на задачата. Да, истите не вметнаа во приоритети, бидејќи тоа е тоа што треба да бидеме приоритети. Денес започнува вакцинирањето на најистурените наши колеги на терен, почнувајќи од управни служби, бидејќи тие секојдневно се во контакт со странките, директно на издавање на лични документи, потоа единиците за специјални задачи, потоа нашите колеги позорникари и групи за интервенции по сите градови во Македонија, така да денес и утре од Министерството за внатрешни работи ќе бидат вакцинирани 1510 наши колеги. Значи во две фази, денес половина и утре половина. Веќе е започнато вакцинирањето во салата Борис Трајковски, како што напомнавте. До кога очекувате да заврши комплетната имунизација на полициските службеници? Бидејќи вакцинирањето е на доброволна база, не можеме да одредиме точно дата кога ќе биде завршено вакцинирањето, бидејќи секојдневно се јавуваат нови колеги, секојдневно се прават нови спискови. Јас се надевам дека во најбрзо време ќе заврши вакцинирањето на тие колеги што сака да се вакцинираат. Има и одредена бројка што не сака да се вакцинираат, има одредена бројка што преку 1600 што веќе го имаат поминато прележано вирусот. Значи и тие се евидентирани во здравствениот систем како такви. Така да точно кога ќе заврши не може никој да одреди и да каже. Господин Кицев, ги следам вашите активности на социјалните мрежи, но и во јавноста. Вие и вашиот и опонент, другиот полициски синдикат, независниот, имавте различни ставови кога е вакцинацијата во прашање. Од независниот синдикат однесоа дел од полициските службеници на вакцинација во Србија, а вие се јавивте со став дека има безбедносни проблеми или зашто би се вакцинирале полициските службеници во друга држава. За каков безбедносен ризик зборувате? Каков безбедносен ризик може да представува тоа што полициски службеници се вакцинираат во соседна држава? Јас можам да кажам веднаш дека никој нема никого однесено во ниту една друга држава на вакцинирање, тоа е само фама и неточни пласирани информации во јавноста. Значи, ниту независниот синдикат, никој нема однесено во Србија колеги наши да се вакцинираат. Тие има некој обид да направат вакцинирање и бидејќи започнаа да прават спискови од наши колеги, тие спискови се класифицирани информации, истите требаше да ги достават во странска служба, самото тоа представува информирање на странската служба за нашите редови, за припадниците во нашите редови. Тоа е фактички загрозувањето на безбедноста на нашата држава. Поразговаравте вие со председателот на тој синдикат? Му го објаснивте ова? Не сум разговарал, за жал не сме имале средба, ама после нашата реакција истите се повлекоа. Иначе и тие имаат нивни контакти, и ние имаме наши контакти. Ние сме членки на Европскиот полициски синдикат. Советот на Европски полициски синдикати. Ние веќе имаме пуштено барање во најголемите моćни држави кои што членуваат во тој совет: Германија, Франција, Италија, Холандија, Шпанија.
нашите бивши југословенски републики, Словенија, Хрватска и сите, имаме пуштено до нив барање преку нашата влада, така да очекуваме прилив на вакцини. Истото го сторија и колегите од независниот синдикат, со колегите од српскиот синдикат, што имаат соработка, и ама не отидоа на терен да ги вакцинираат колегите. Можно е да дојде некоја количина од тие преговори кај нас, ама нашите колеги да додат таму не. Ние сме против. И далеко од здрав разум, јас повторно ќе кажам. Наши колеги со спискови, со класифицирани информации, да ги носиме во било која друга држава. Без разлика дали станува збор за Србија или за било која. Не збориме за која држава. Важно, штом ги изнесеме колегите и информациите надвор, ние автоматски му ги носиме на таца на странските разузнавачки служби податоците за припадниците на нашите безбедносни служби. Тоа е недопустливо. Друг голем проблем на полициските службеници е заштитната опрема. Дали сега се обезбедени во целост, дали се во континуитет обезбедени полициските службеници, особено оние кои одат на терен, со било каква, со све она што е потребно за почитување на ковид мерките, за сите протоколи, маски, ракавици, дали се тоа има обезбедено од МВР или сепак падна на нивни трошок? Значи, Македонија си се врати, Македонија и Министерството за внатрешни работи си се вратија во шините, да речам. Значи, Министерството континуирано набавува. Ние минатата недела имавме состанок со помошничката на министерот за општи и заеднички работи Адријана, и истата не брифираше дека магазините во МВР се полни. Има доволно маски, има доволно ракавици, има доволно средства за дезинфекција. Но се констатира дека има пропуск во дистрибуцијата. Ние тоа го надминавме и секој колега наш вработен во Министерството на месечно ниво ќе добива 50 заштитни маски, 50 рала ракавици и одредена количина на средства за дезинфекција. Значи тој проблем е надминат бидејќи е настанат проблем на дистрибуцијата. Иначе во Министерството редовно се ги набавува тие средства за заштита од ковидот. Сега да поразговараме за други мерки за заштита кои не се однесуваат на ковид. Тоа е она основна заштитна опрема која ја носат службениците кога излегуваат на терен при протести. Имено на првиот протест за случајот Монструм, за кој веќе имаме и осудено лице за насилие на тие протести, оно што можевме да го видиме благодарение на камерите и на фоторепортерите на терен, е дека дел од полициските службеници немаа соодветната опрема. Дали тоа се поправи подоцна, дали вие реагиравте како синдикат на тоа да и зошто воопшто дојде до таков пропуст, да видиме снимка на која што има едно лице со опрема, а до него негов колега, полициски службеник, само со обично капче на главата без никаква заштитна опрема во први редови на протест кој може да стане насилен или да ескалира. Ние како синдикат секако реагиравме веднаш на тоа и се утврди дека е направен мал пропуск при командувањето, бидејќи колегите што се од редовен состав, кои што биле редовно на работа, со капче, како што кажавте, без заштитен шлем, без панцири, Министерството има доволно количини, на колегите не ги земале за извршување на работа. Според наше мислење дека во првите редови требаше да се постават колегите кои што се обучени за тоа. Тие редовни полицајци се обучени за други работи, да извршуваат редовни задачи, да патролираат. Ние имаме стрикно единици, посебно единицата за БЈБ, што е единицата што е позната за брзо распоредување. Истата е обучена и е опремена како никогаш до сега. Значи тие ги имаат сите делови од чорапи до капа, до шлем. Значи имаат комплетно добиено нова опрема. Молам? Зошто таков пропуст? Па тоа не сум надлежен јас да кажам, не знам. Тоа е моје лично мислење, не знам, може и нема да има, може немало пропуст. Ги следевте следните протести? И беше поправена состојбата на терен? Беше и тоа далеку повеќе беше поправена. Колегите си беа сите на ниво на задачата, се си функционираше безпрекорно, мислам дека го видовте и вие тоа. Господин Кицев, министерот за внатрешни работи сега во последното негово интервју се пофали со исплатените додатоци на плата. Тоа е нешто за кое што министерството добиваше огромен број тужби. Тоа се милионски суми во форма на одштета вратени назад кај полициските службеници, но не се доисплатени за минатата година 2020. Какви се очекувањата? Очекувате тоа да се случи
Сега имате ли конкретен рок кога ќе заврши таа исплата? Значи, после И нашите... што ќе се случи со оние кои тужат, а во меѓувреме добија додаток на плата? Значи, после нашите преговори со Министерството и со Министерот за внатрешни работи, се започна исплатата. Ние наидовме на разбирање, Министерот го свати проблемот и истиот во буџетите, ланскиот и овогодишниот буџет, предвидува средства за исплата на бонус платите на нашите колеги и тоа е фактички историски чекор. До сега никогаш не се исплачувало, сега започна да се исплаќа. Значи, останува уште 2020 година, истата според закон, уште не се поминати роковите. Значи, истата може да се исплати до 1 јули 2021 година и се надеваме дека ќе се исплати, бидејќи има средства предвидено во буџетот на Министерството за внатрешни работи за 2021 година. Во врска со колегите кои што имаат започнато постапки за тужење по тој основ, постапките ќе си продолжат, нема да добијат тие колеги, нема да добијат бонус плата, туку тоа право ќе го остварат преку суд, бидејќи веќе е започната постапката. И она што исто така е дел од вашите активности се преговорите за нов колективен договор, што вклучувате во вашите барања кон МВР, што е она што ви е нужно да биде внесено во овој колективен договор? Значи, многу е рано да дебатираме и дискутираме на таа тема, бидејќи само што го отпочнавме тој процес, ние имаме неколку наши таргети, сега во интерес на преговорите не би ги кажал, секако доколку успееме да ги постигнеме тие наши цели, во некоја следна наша прилика, во некоја следна ваша емисија ќе ги продискутираме тие. Господин Маријан Кицев, ви благодарам што одвоивте време денеска да бидете дел од утренски брифинг. Ви благодарам на поканата и на вас. Почитувани гледачи, од режијата ми јавуваат дека се уште не можат да го добијат Стојан Чангелов од Центарот за управување со кризи. Доколку го добиеме, тој претходно ме избрифира дека е наработен состанок и дека доколку заврши навреме ќе се вклучи во денешниот утренски брифинг, како бараме за оние немили настани кои се случија вчера, за оние обвинувања од страна на еден доктор на итната медицинска помош кој со часови се обидувал заедно со своите колеги да спаси премрзнат човек, а ниту една институција во државата не била достапна за да помогне во овие моменти, а на ова и вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров одговори, реагираше и рече, напиша една дилема која на нас новинарите, ние барем би го поддржале во тоа е дека во оваа држава треба да се забрани на институциите да си ја префрлуваат топката и постојано да велат не сме надлежни, како што тоа го прават.